Добре на сите почитувани представници медиумите. Криминалот и расипништвото во време кога народот мизерува се извените нешта по кои ќе останат запаметени директорите на јавните комунални предпријатија кои ги постави Марија Ристевски. Почитувани сограѓани, денес продолжуваме одаму каде што застанавме вчера, со факти и аргументи да ги разобличуваме способните директори од тимот на Марија Ристевски. Покрај оние 250.000 денари за поправка на возилото, кој директорот Златко Ристевски Чекчето ги фрли во бунар, во оваа прилика ќе изнесеме нови аргументи и докази за неговото неодговорно работење. Во услови кога предпријатието по разни основи на работењето и должи повеќе од 45 милиони денари, кога кон државата има долг од над 30 милиони денари за неплатен ДДВ и хипотекарен кредит во висина од 5,5 милиони денари во Стопанска банка Битола, директорот продолжува со безмилосно трошење на парите од граѓаните. Имено, последните договори за јавни набавки. Гледаме дека директорот Ристевски и оваа година, како и претходната, повторно потроши повеќе од 6 милиони денари за ситен инвентар и потрошен материјал. Нормално, тоа оди преку за него добро познатата фирма Електроточила инженеринг. Врв на безобразлукот представува одлуката на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец, со која се покрива сметката за телефон во висина од околу 20.000 денари, која направил Златко Ристевски Чекчето. Директор Ристевски, како не ви е срам граѓаните да ги плаќаат вашите огромни телефонски сметки? За крај, почитувани од ДПМН, со нетрпение го очекуваме моментот да ги надминете на трипартиските фракции, да окажете кандидатот за градоначалник и да прифатите ТВ дуел со Кари Локвенец. Ви благодарам.